И пред и по постите да се однесуваме одговорно, а умерената и разновидна исхрана да ни биде начин на живење, апелираат лекарите. 7-неделниот пост завршува на полноќ, а во првите денови изборот на намирници кои ќе се конзумираат е многу важен, вели доктор Чолакова Дервишова. Таа алармира дека мрсната храна и прејадувањето може да предизвика сериозни последици по здравието, па наместо со најблиските постои опасност празниците да се поминати во болничка соба ако не ги почитуваме советите од докторите. Од утре веќе кога ќе почне се да се јаде внимателно, нели никако прејадување, никако големи количини и постепено да се внесува протеинска храна, бидејќи нели во време на постите се јаде претежно леќа, граб, безелје, значи храна која што нема многу животинска исхрана. Во првите денови по завршувањето на постот, исхраната треба да изобилува со зеленчук и овошје, а месото постепено да се внесува. Особено треба да се внимава со јајцата кои се символ на Великден. Не треба да се јадат повеќе од 3 на ден, советуваат докторите. Во нормала, организмот се враќа по 10 на денови. Апел до сите кои што вечерва ќе одат нели во храмовите да дадат почит кон овој празник, да се облечат топло, соодветно, терапијата која што ја примаат хроничните пациенти, дали е тоа независно терапија за притисок, терапија за пореметување на циркулацијата, заради тоа што во овакви временски услови кога имаме многу чести се вртоглавиците, зуењето во главата, една нестабилност, главоболки. Великденскиот пост трае 48 дена и е најстрога форма на постење. Освен воздржување од мрсна храна и алкохол, има и други елементи, а тоа е воздржување од лоши дела и зборови.